Присутни представници на мнозинството. Децата се нашата иднина. Секој од нив заслужува среќно и безгрижно детство, еднакви услови за раст и развој, уставно загарантирано право на образование. Децата се нашето богатство. Но што направивте вие за нашите деца? Дали сите деца во Македонија имаат исти третман? Дали сите деца во Македонија имаат исти услови како условите на вашите деца? Не, почитувани. Во вашиот полет, желба за власт и надмог во општеството, гола желба за матни сделки и бизниси, во изминатиот период на криза, единствено се занимававте со предизборни подкупи во сите досегашни 4 сета на мерки, ја заборавивте една од најранливите категории во Македонија. Со предложениот ребаланс на буџетот, во условите кога државата е на чекор од банкрот, очекував разумно трошење, светкање на црвената сијаличка за аларм и реагирање по инерција за спас. Да, дури и од вас го очекував тоа, но не. Вие останавте посветени единствено на вашата кауза, лов во матно. Во вашиот полет ги заборавивте децата кои немаат родители за да мислат на нив. Односно ги заборавивте децата без родители и родителска грижа. Ги заборавивте згрижувачките семејства. Прво ги заборавивте, а потоа дури во 4-тиот сет на мерки символично ви текна и на самохраните родители, без при тоа да се запрашате како живеа во ковид услови, со покачена струја, покачени трошоци за живот, од каде најдоа пари да ја отпочнат учебната година со онлайн настава за своите деца. Дали истите имаат компјутер, дали имаат интернет и дали можат да си ги платат сметките за тоа. Дали имаа пари за нови прибори, чанти, нови чизми, јакни, а замислете си, некои од нив ги изгубија дури и своите работни места. Човек не знае колку е силен, дури не остане сам. Самохраните родители и децата без родители се сами. Цврсто се држат, но преживуваат. Преживуваат во услови на оваа пандемија. Повеќе од 40.000 луѓе во Македонија се останати без работа. Дали сте се запрашале дали тие имаат пари за да купат компјутер на своите деца? Како минимални социјални приходи сека ги подмируваат истите трошоци за живот, ако знаеме дека потрошувачката кошница во месец јули 2020 година изнесува 33.265 денари. Дали можат тоа да го направат? Поднесов 5 амандмани кои се однесуваат на овие ранливи категории на граѓани. Ке ве молам за свесност, трезвеност и реално откажување од одредени луксози на кои што гледаме дека сте навикнати, за да овозможиме потопла зима за оние на кои што најмногу им е потребно. За момент да ја надминеме политиката, да се ставиме на нивно место и да помогнеме. Ова беше еден вовед за она што јас го предложив како амандмани. Во врска со овој амандман за кој што сега станува збор, само за да образложам каква е пресметката до која што дојдов. Оваа одлука која што ја предлагаме ние, ќе им излеземе во пресред на 229 згрижувачки семејства. Значи, со одлуката и со новиот закон за социјална заштита, месечниот надоместок за згрижување на дете без родители и родителска грижа во згрижувачко семејство е 13.847 денари. Надоместокот за згрижување на деце со попреченост изнесува 16.219 денари. Според податок од Оделението за социјално семејна правна заштита на децата и семејството во 2019 година има вкупно 229 згрижувачки семејства во кои се сместени 386 деца од вкупно 1000 деца кои што се без родители или родителска грижа до 26 години. Она што е битно е да го размислите е дека згрижувачите 90% се невработени лица. Само 7% се вработени, а останатите 3% се пензионери. Се забележува дека згрижувачките семејства најчесто екзистенцијата ја обезбедуваат токму од овие средства кои што им се префрлаат од страна на Министерството за труд и социјална политика. Меѓутоа во Македонија е многу тешко
и скапо да се живее. Според податоците 33.265 денари е потрошувачката кошница за месец јули 2020 година. Па според горе наведеното, едно семејство кое згрижува 2 деца без родители прима надоместок од 27.694 денари. Дали се ова пари за нормален живот? Каде се сметките кои што треба дополнително да се платат? Дали би сакале вие вашите деца да живеат во вакви услови? Според Државниот завод за статистика, просечната плата во месец јули изнесува 27.231 денар или 441,87 евра. Струјата ја плаќаме по 4,77 денари од киловат часови или 0,077 евра. Во споредбено со другите држави ова е доста висока струја која што ја плаќаме во споредба со примањата кои што семејствата ги имаат. Затоа направив една математика која што уште повеќе ќе ви стане јасно зошто беше потребно да биде прифатена оваа мерка. 12 месеци по просечно 3.000 денари на струја за 250 семејства изнесува околу 9 милиони денари или околу 150.000 евра. Колку што само ве коштаат апетисаните, бадемите, лешниците, потрошени во влада за овие неколку месеци. Во Македонија е тешко и скапо да се живее, затоа во овој мој амандман побарав, односно предложив да се овозможи за оваа година сметките за струја на овие згрижувачки семејства да бидат подмирени. Тоа во исто време ќе направи дополнителен мотив да имаме повеќе вакви семејства во Македонија, затоа што проблемот со децата и за децата без родители е наш проблем, затоа што едноставно нема кој друг да се грижи за нив. Со вашето кревање на рака, вие ќе овозможите овие деца да имаат потопла зима. Ви благодарам.